Здраво! Јас сум Калија Димитрова, а вие слушате Медуза Токс, феминистички разговори за преживувањето, живењето и процутувањето. Здраво на сите и добро дојдовте на последната епизода од Медуза Ток за овој циклус, да речеме. Денеска нашиот Искра телефон е заменет со една прекрасна црвена книга, која што се занимава со потенцијалот на женското пријателство, всушност радикалниот потенцијал на женското пријателство. Тоа не е темата за која што ќе зборуваме денес, ќе зборуваме за практикувањето на феминистичка слобода, што и не е толку далеку од радикалниот потенцијал на женското пријателство. А со мене оваа тема ќе ја отвори Сара Миленковска. Сара, добре дојде. Ти благодарам за можноста да дискутираме на овие убави теми заедно. Сара Миленковска, за тие што не знаат, е соосновачка на мрежата Стела, исто така е една од основачките на прекрасната иницијатива Сподели авторка, исто така е, не треба вајда да се потенцира, феминистка и истражувачка и одлична соговорничка. Сара, драго ми е што си овде со мене денеска. И мене ми е драго што нема толку официјално да звучам како на почетокот. Ама баш се радувам и за можности за сите до сега теми кои што се дискутирани на ова столче тука. Да, темите беа многу. Јас како многу церемонијална личност, затоа што ова е последната епизода за годината, така бев како да се заокружи нормално, онака бев бомбардирана од милиарда идеи и теми, а и нели сме познати по тоа што кога ќе почнеме да збориме, како не можеме да прекинеме. Особено јас и ти две заедно, така да, тоа е комбинацијата. Сега како нормално имам нека рамка низ која што ќе се движиме. Првото нешто што го размислував е некако многу basic, али исто така како што сме разговарале во минатото, мислам дека доаѓа едно време кај што треба постојано и повторно и одново да се повторуваат некои базични концепти, на пример зашто сме феминистки. Дури мислам дека кога доаѓа тоа едно време кога толку ќе биде ретко некој онака да кажува и да се идентификува со тој термин, што мислам дека да треба да практикуваме да го правиме тоа, за да не отиде во тотално онака пеоративна насока. Па чисто ме интересира како феминизмот го нашол патот до твојот живот, дали може да се сеќаваш на почетоците на како си го открила тоа како политичко движење или мисла или книжевност или што и да е, и како си почнала ти самата да го гледаш како нешто што те дефинира, обликува и слично. Има повеќе нивоа и не е еден момент на кој што би можела да кажам дека го имав своето феминистичко будање, бидејќи одново и одново ми се случуваат феминистички будања, особено кога се повеќе откривам и за различните форми на феминизмот, и со тоа и себе си се редефинирам како што дам, ама да бидам и фер да ти одговорам, може би едно од најклучните и најочигледните, мислам, присуството на мојата мајка во животот како марксист феминистка и привилегијата што сум имала да можам да бидам изложена на тие на таа тема, особено со тоа што секој пат се трудела да го пренесе па и незиното искуство во смисла на тоа што го доживувала како и самохрана мајка и жена босанка во ова општество, значи од интерсекцијски аспект дури би рекла. И тоа било доста комплексен процес на кој што не секогаш сме се согласувале и сме откривале за начини на кој што значи феминизмот, и многу сум благодарна дека ме носела на протести кога уште не сум ни знаела одредени концепти што значат и како понатаму во мојот живот всушност ќе работам на истите. Можеби тоа е една поубавата романтична приказна, ама од друга страна као некој кој што преживеал насилство, особено сам во средно училиште, понатаму и од полицаец сватив дека едноставно насилството е токав голем дел од секојдневието и јас го гледам феминизмот како еден од начините на кои што можеме да се борам против истиот, особено бидејќи е борба против иерархијата, против патриархатот и против концептот дека некој може да има надмог врз мене или врз било кој друг. И мислам дека тоа е она кое што ми има зацврстано да всушност ми е јасно дека морам да бидам и сакам да бидам феминистка и да работам во полето на оснажнување на едни кон други.
и да не се срамам од тоа да го кажам, туку напротив да биде нешто во кое што гледам приважје од насилството и од системската нееднаквост која што мислам некоја чувствуваат повеќе и од мене, ама особено изистата која што јас имам почувствувано. Така да, како што кажав, на повеќе нивоа е тоа некое будење, ама мислам дека за мене не престанува, особено кога имав можност да студирам родови студии, тогаш уште повеќе го открив и антиколонијалниот феминизам и транснационалниот феминизам, едноставно и теоретски успеав да си го зајакнам тоа што сум го почувствувала, што го почувствувале луѓето околу мене, и зошто е важно да продолжиме да работиме кон тоа. Да, мислам дека тоа е една од убавите страни, дека всушност е една богата, многу богата традиција, и во смисла на политички отпор, и во смисла на теорија и стратегии за отпор, за преживување, што мислам дека многу од нас некако поради некои лични причини сме стигнале до тоа, после тоа веројатно не однале во некои други насоки. А и мислам дека интересно ова што го кажа, дека постојано е нешто што се надоградува како начин на живот и слично, затоа што веројатно за многу од нас почетоците се базирале и понекогаш нели од лични искуства, понекогаш нели ако се заинтересираш за феминизмот, почнеш да читаш и слично, некако првите контакти се втемелени доста во таа некоја западна феминистичка традиција, не знам, сме читале Симон де Бовуар во средно, веројатно, или на факултет, како и да е. А всушност мислам дека за многу од нас од ова поднебје, кога многу подоцна сме сватиле всушност колку е силна и богата југословенската феминистичка традиција и од аспект на политички движења, но и од аспект на мисла и колку резонира со нас денес, така што да, апсолутно се сложувам со тебе дека е некој постојано наков процес на becoming и истражување на како тоа поле на наука, на знаење и на историја директно е поврзано со нашите животи денес. Има прашање, може да се натоврзиш. Да. Со самата разбирам и мене, мислам дека лично мојот спој, да речеме, доаѓал и од тоа што сум имала можност деколонијалниот феминизам да бидам изложена на истиот пред да сум и од западниот. Но мислам дека и тоа е многу важно да се демистифицира и таквото линарно гледање на феминизмот во самата историја. Многу ми е криво дека некогаш начинот на кој што се држат предавањата за феминизам се дека зборуваме за првиот, вториот и третиот бран, тоа е тоа. Напротив, многу поавтентично кога навистина гледаме не самата историја, кои се жените во Македонија кои што не инспирирале и се причината зашто сме тука за многу од работите. Мислам дека колку и да глобално ние може да се инспирираме едни од други, сепак има различна врска кога од внатре доаѓа и од обкружувањето од околу. Например, книгата на мајка ми за жените кои што немаат куќа и 3 обични дена, која што е една од причините зашто ја започнав иницијативата на сподели авторка и на се останато, особено кога сум била многу млада, кога сум ја прочитала, без разлика на односот што го имам со нејза, едноставно ми била мене некаква рамка за она што го гледам околу мене. И мислам дека тоа поврзување на она што го гледаме околу себе со жените од историјата, со партизанките, со антифашистичкото движење, со се, никако повеќе ни зборува на нашиот јазик, на тоа ние како ја практикуваме нашата слобода. И во мене, за мене тоа е тој деколонијален пристап каде што всушност ни дозволува на повеќе нивоа да го гледаме и да го доживуваме феминизмот, особено затоа што не секогаш мислам дека треба да користиме одреден јазик друг, за да може да ги разбираме емоциите и афектот и ранливоста да може да ја пренесеме за тоа што значи феминизам. И мислам дека сега и самите и родови студии на светско ниво го разбираат тој концепт малку повеќе, бидејќи ние не може да го исклучиме и ефектот на колонијализмот и во самиот феминизам и колку бил излупотребуван. Мислам, сите зборуваме за правото на глас на жените, ама имаш, суфражитките имале движења кои што биле против црните жени, против црните да можат да гласаат и така натаму. Значи има толку слоеви каде што историски ние всушност гледаме некаде каде што
женското прашање се злоупотребува и така натаму во тој колонијален контекст, ама поентата е дека треба да работиме повеќе на архивирање и на препознавање на што всушност од нашата историја и обкружување е дел од веќе постоечките отпори. Дека ние само продолжуваме нашата битка, затоа е многу ми се значен и Санта Круз Комбака колектив, бидејќи може Гутнов, ама ќе се поправам во титлот, каде што всушност главната приказна и која што е и критика на досегашниот феминизам до 70-тите години, ама и остава простор за како ние заеднички може да креираме одново некои соодветни стратегии на отпор, каде што всушност ние градиме на битката на едни на други, а не јас прва ова го започнав или јас сега започнувам нешто од нула. Затоа што не е фер, мислам, ние може да не се согласуваме со некои, да речеме, феминистки претходно, ама тие придонеле до тоа да каде сме сега ние во моментов. И многу е значено како што го гледаме и отпорот кон феминизмот во континуитет, да го гледаме и феминистичкото движење и феминистичката историја во континуитет. Само многу е уште тешко тоа се направи кога не е формализирано, кога и во самото формално образование тебе ти избришан гласот на жените, како да зборуваш за нешто што јас и ти треба да кажеме или некој од околу дека се случува и постои. А и тоа како било голем дел од сите нас. Да, дефинитивно се случува таа една некој што ја нарекуваат криза на женската архива, кај што практично тоа е некој тотално отворен процес во кој што сите ние сме вклучени на наша волја и иницијатива, зашто сваќаме колку е тоа важно, но апсолутно не е дел од никакви формални, ниту пак понекогаш и неформални институции. Да, мислам дека е многу важно ова што го спомена за тоа фиксирање малку на брановите, као да има кога е прв, ова е второ, ова е трети, као да се некои затворени системи. А всушност е постојана комуникација со сегашноста и ние се уште мислам, може да се случи да се бориме за нешто за што се бореле жените кои што се сметаат за дел од првиот бран, као не е дека се затворени процеси. Да. Али и важно е секогаш да се зема историскиот контекст во кој што живееле, твореле, се бореле луѓе во минатото, зашто во некои аспекти бил тотално различен. Можеби во некој не бил тотално различен, но во многу аспекти бил тотално различен. Но ето секогаш ова го гледав како некоја многу силна страна на феминизмот, што секогаш го има тој потенцијал и потреба за конфликт внатрешен, што мислам дека многу често, барем јас сум се соочила со таа критика на феминизмот, као да ме кај вие не знаете што сакате, не можете ни меѓу себе да се договорите. А всушност тоа е практикување на феминистичка слобода, не можеме да се договориме за се, не треба, затоа што стварно реалноста е прекомплексна за да може да има монолитен одговор на било кој проблем. Така што јас стварно мислам дека тоа е богатство, буквално. И треба да се практикува зашто не е лесно и затоа што не знаеме сите да се снаоѓаме во конфликти, особено затоа што сме постојано изложени на насилство. Тука се зборувам за сите луѓе општо. И мислам дека да, тоа е една постојана вежба на како да комуницираме и работиме заедно дури кога не се согласуваме за важни работи. Па и за неважни. Али да, и финална точка на ова се што го разговаравме сакам уште да се вратам на архивите, да, дефинитивно и јас со Медуза некако многу ја почувствував силна таа потреба која бев млада феминистка од 20-тите, кога имав огромна потреба да ги читам овие нешта на македонски јазик, да собирам, да видам што се пишувало порано, одеднаш некако добив буквално беше некаква внатрешна потреба некако да се надоградам на тоа што овде се случувало и се крирало во тој поглед. И стварно мислам дека е различно кога е поврзано со локалниот контекст, дека немаш чувство дека не знам е нешто што е увезено од некаде или некој друг ти кажува како ти треба да ја практикуваш, да ја вежбаш, да ја осознаваш феминистичката слобода, него е поврзано со нешто што е во релација со твоите предци овде и мислам дека тоа е многу моќно и потребно.
И финално мислам дека е многу важно и важно е зашто вака го почнав разговорот, мислам веќе сме можеби на пола разговор, ама вака го почнав разговорот со како да кажам обелодонување на нашите феминистички почетоци, затоа што мислам дека ситуацијата во која што сега се наоѓаме, каде што повторно нели станува контроверзно да бидеш феминистка, мислам дека може да се сопнеме лесно во обидот да објасниме колку е феминизмот поврзан со секојдневието, со нашата историја, со животите на нашите баби, мајки, сеедно луѓето со кои што сме во континуирана комуникација. Сакам да кажам во обидот да се донесе опипливоста и материјалноста на овие проблеми, може да кажеме окей, ајде не мора да се нарекува феминизам, као нека биде било што, кога зборуваме за нешто многу реално, меѓутоа кога се трга тој плашт, као да се откажуваме од целата историја и луѓе кои што стварно си ризикувале животите за да го правиме муабетов на маса. Буквално да, и во обидот за преживување се очекува од нас да се откажеме од тој малку прогрес кој што го имаме направено и тука е проблемот. Особено тука се наметнува и тој некој момент каде што ајде за мир во куќа ќе избришеме родова еднаквост и нема да зборуваме за сите тие работи, а тоа е не само што е лузерски, мислам, еве не професионално од мене, ама всушност е толку прикажува дека секогаш насилникот е оној што ќе го има последниот збор. И морам вака некако да ги поедноставам работите, затоа што не сакам ни да превише мистифицираме, него да биде јасно дека ние кога се откажуваме од историјата која што е феминистичка, кога се откажуваме од жените или ги бришеме жените кои што се бореле за да сме денеска тука и кога се срамиме од зборот феминистка и од родова еднаквост, ние бришеме секаква можност за креирање на некаков потенцијал за подобрување. И затоа ми е криво кога гледам на кој начин мирот во куќа или одржање на статус квото значи всушност ние кои што се бориме за феминизам и кои што се бориме за родова еднаквост во секојдневието сме оние кои што треба да се повлечеме и всушност се гледа тоа како борба во која што конфликтот е всушност надмок. Убавината во феминистичките движења е за конфликтот каде што бил клучен за напредок. И тука ние треба да разбираме дека конфликтот може да биде и во овој случај клучен за напредок, а не клучен за уназадување и одење наназад и во некоја регрес форма, бидејќи тука проблемот особено и со антиродовите движења и генерално со отпорот кој што се случува кон феминизмот, оди во насока на едноставно креирање простор за нормализирање на насилството против кое што се бориме, за нормализирање на системската нееднаквост и мислам дека ние тука без разлика на едниот фронт кај што сметам дека не треба да се откажеме и не смееме да дозволиме да се нормализира бришење на родовата еднаквост, другата е работата која што за жал ние одново и одново ќе треба да се објаснуваме. Додека ние работиме на борбата против насилство и генерално на повикување на солидарност и оснажнување се останато кое што постои, сепак секојдневната работа и товарот останува дека ние мораме да градиме сојузништва со луѓе кои што пак и не секогаш целосно го разбираат она за кое што се бориме. Не мислам со силеџиите, пошто имам пишуване за Медуза што мислам за како можеме со силеџиите да се справиме, ама повеќе го кажувам ова во контекст на како ние всушност да практикуваме феминистичката слобода, кога просторот се повеќе се намалува и кога насилството повеќе се нормализира, а креирањето на стратегии на отпор е нешто за кое што ние треба да имаме дополнителен капацитет на она за кое што се залагаме. Уствари всушност ќе го кажам уште повторно поедноставно дека ние товарот е на нас да секојдневно работиме на системите на заштита, превенција од родово засновано насилство, да зборуваме за едукацијата колку е клучна и значајна, за сите тие елементи кои што го креираат нашето општество, за да во нашето општество мислам во онаа борбата за родова еднаквост и паралелно на тоа ние треба да се справиме со насилството кое што го уништува нашиот труд, кое што
не антагонизира и не става во ист кош со луѓе кои што сметаат дека ние не треба да постоиме. И мене тука ми е клучниот момент кој што ми е многу тешко да го пренесам, ама не сакам да се откажам да го пренесувам, дека јас сум за и мојата работа се фокусира, мислам, на страна од и колективната грижа се фокусира на градење на некаква на простор и за конфликт, но и за споделување на знаење, на искуства. И сега од обидот да креираме простори во кои што ние се спознаваме, се разбираме и сме ранливи едни со други, со цел да ни биде подобро, ние се соочуваме со простор каде што буквално е лимитира нашата и физичка и секакво присуство, слобода и се останато. И тоа при тоа некои луѓе се попривилегирани да можат со тоа да се справат, некои многу помалку, особено на локалните места и заедници. Така да не знам е мојот одговор за се ова, затоа што имаме толку многу значајни алатки од минатото кои што може денеска ги користиме со цел да видиме како се унапредува нашето општество или како едноставно се заштитуваме и се грижиме едни за други. Ама од друга страна се прашувам колку тие алатки функционираат со константната нормализација на насилство. И тука е моментот кај што мислам дека ние треба и феминистички само рефлективно да седнеме и да разговараме и да креираме соодветни стратегии за подобрување на позицијата на феминизмот генерално во општеството, но исто така и за некаква форма на заштита. Бидејќи, не знам, бари јас тоа го имам, можеби е лично и колективно чувство, каде што паралелно во исто време сум многу охрабрувана од секојдневната работа што имам со Стела Нетворк, со менторствата кои што ги работиме, со сподели авторка, со во библиотеките кога разговараме за сите проблеми или кога училиштата дискутираме за како подобро да се однесуваат момчињата и девојчињата едни кон други, а од друга страна многу често ме потсеќаат, особено луѓе од позиција на моќ, за каде ми е местото, за дека не сме, ајде не мора за родова еднаквост да зборуваме, или ајде работи си ти работата супер како што ја правите, ама не мора сите да знаат за тоа, затоа што да не направиме никаков проблем. Едноставно тоа за скривање или ставање на работата под тепих само придонесува на долг рок, бидејќи јас колку толку мислам сакам да останам во оваа заедница и да креирам нешто повеќе, на долг рок да ние всушност не сме свесни компромисот што го правиме сега, како ќе влијае понатаму врз идната генерации. Јас мислам можеби ова особено и сум и со помлади феминистки кога работам како што сум била и јас, не сакам да оставам иднина во која што некој ќе ги третира исто како што мене ме третирал. Туку поентата е што јас ќе можам да направам за да биде поунапредена состојбата и работата, и се разбира, јас не можам ова индивидуално да го правам, него го правиме колку толку колективно, ама мора да разговараме и за како колективно подобро да ги правиме работата, затоа што мислам дека тука не недостасува вистински простор. Во трката која е подобра феминистка и која е порадикална и антиколонијална или што и да е, мислам дека го изгубивме моментот дека не викам дека нема потреба за саморефлексија и самокритично, ама го изгубивме моментот на потенцијалот, на она како што започна со книгата, потенцијалот, радикалниот потенцијал за навистина креирање на еден простор во кој што заедно заедничариме, се подржуваме и креираме простор на солидарност кој што и како ќе не биде потребен во годините кои што доаѓаат. Убаво кругче. Да, извини ако се зажустрив малку. Не, скроз мислата имаше многу смисла. Мислам дека е од клучна важност ова што го спомна за компромисите што ги правиме или не ги правиме, нели, прашање на одлука, но кој се инсистира да ги правиме, особено во моментов, и што тие ќе чинат за иднината. Мислам дека е многу важно исто така ова што го спомнена за мир во куќе, зашто мислам дека тоа е дел од како да кажам, од женското постоење. Нели, на сите ни е многу познат тој концепт, као кјути си, за да биде боле, ама сите знаеме дека ако си кјутиш нема да биде боле. Али мислам дека е многу важно експлицитно да се каже дека тоа инсистирање на мир во куќе за да бидат погладки нештата секогаш подразбира дека некој трпи насилство или некој е исклучен, и баш тоа што го спомна као
не знам, тоа се болни и неприфатливи компромиси кои ти велат демек, не знам, може да се работи на родова еднаквост, ама да не се спомнуваат транс лица или што и да, тогаш што е родова еднаквост, као компромисите се неприфатливи во принцип, што се бараат од нас, а мислам дека ако се гледаат како можност, тогаш тоа значи секогаш и во секој случај уназадување за сите. Не може на никој да му е боле, на никој да му е полошо, ако збориме за групи кои што трпат насилство и сега под насилство што спомнуваме насилство, кога нормално не зборуваме само за најонака као материјалното насилство, него за самата култура на насилство кое што е за жал константен дел од нашите животи. Мислам дека исто така тоа што е важно да се спомене од ова се што го начина и затоа мислам дека можеби во моментов ние малце напорно ова што го правиме кога гледаме каков замав зема антиродовите движења е тоа согледување на нелинеарноста на историјата, дека иднината не секогаш носи прогрес, што и да е прогрес, дека не секогаш носи безбедност, среќа, просперитет и слично. Но мислам дека секогаш вреди ова да се исто така и ова да се кажува експлицитно, затоа што конзервативните групи или еве во овој случај може да ги наречеме антиродови, но тие се многу системски, не се само актери. Нели секогаш се повикуваат на старите добри времења како некое митолошко минато кога на сите ни било супер. Меѓутоа и затоа е важна женската историја, затоа е важно да се архивира, затоа што ние многу добро знаеме дека не било подобро, као старите добри времења биле многу лоши за најголем број од луѓето. Но болно е веројатно идејата дека можеби и днината го носи истото она од кое што потекнуваме и од кое што пробуваме да се поместиме. Да, веќе и со Вјора зборуваш истата тема во однос на иднината и тоа што мислам дека ова го кажам во контекст на политичкиот контекст и се останата. Мислам дека треба да разбереме, дека се навратам прво на она моментот мир во куќа е најчесто можеби една од речениците која што жените кога пријавуваат во социјалните центри или во полиција, она што ќе им биде кажано за да се намали на она кое што го проживуваат секој ден во однос на вистинското системско и родово базирано насилство. И мислам дека тој концепт е всушност и од дополнителен начин, едноставно механизам на затишување на потенцијалот на менување на статус-квото. Ние во моментов не би имале токав отпор, доколку на вистина тоа значи менување на поредокот, на добар начин ово кажам, поредокот во смисла на хиерархијата која што веќе постои. Не би постоел токав отпор доколку на вистина не се чувствува всушност потенцијалот на Мокта што лежи Мокта на добар начин повторно. Во самиот феминистички простор, дури би рекла, затоа што само што тука до големиот момент на отпор доаѓа и од стравот да се биде ранлив. И многу често и кога се трудам, нели мислам дека сме го збореле ова, ама ќе се повторам, кога се трудам да ја доближам борбата за феминизам или борбата за родова еднаквост и кон луѓе кои што воопшто не ја чувствуваат како своја, е да разберат својата позиција во тоа и да разберат воедно која е дополнителната ранливост со која што се соочуваат. За жал тоа е многу индивидуален пристап, ама мислам дека е потребен за да може да се разбере моментот и со еднината и од нивен концепт, дека тоа што во моментот луѓе бираат да игнорираат дека родовата еднаквост е ставена во опасност на секакво ниво, ќе детерминира еднината таква како што ќе биде. Во смисла, повторно ќе звучам премногу неоптимистички, иако ја се борам за секаков можен начин на неоткажување, преживување, заедничарење и креирање на таа колективна грижа, ама јас не верувам дека ќе биде добро. И тоа е целата поента, затоа што јас си имам откажано од концептот дека ќе биде добро, затоа што ја гледам реалната слика што е околу мене, особено затоа што мислам дека не се работи
суштински на оние промени кои што треба да ги видиме. И ова не сакам да звучи нефер кон нашата работа или кон работата на другите, него го кажувам особено кон луѓето кои што имаат моќта во нашето општество, кои што не сме ние. Формалната моќ. Како? Формалната моќ. И затоа извинувам што прекинав сега да кажам дека и антиродовите движења повеќе не се само некои актери кои што се директно увезани, туку се институционализирани во моментов. И ќе бидат понатаму на глобално ниво уште повеќе институционализирани. И зошто е тоа важно да се каже во однос и на мирот во куќе и во се останато? Ние во моментот градиме иднина која што ќе биде опасна, која што ќе биде ограничувачка и која што ми е срам и жал да кажам дека нема да создаде простор ни за сонување дека ќе биде подобро. И не е ова дека е само мојот песимизам и разочараност од ситуацијава во моментов што ја гледам, него е многу наговестување има за ова што се случува во моментот и теоретски и од пракса и од се останато кои што покажува дека всушност нас не чека многу поголем проблем во иднината. А зошто сега да бидам малку и по-конкретна и по-фер кон луѓето што не слушаат, пошто може да забегам. Зошто мислам дека и самите антиродови актери, институционализацијата на сето ова не се грижат за тоа што следи и не се грижат за луѓето кои што ќе бидат дополнително опресирани со антиродовите политики и со бришењето на родова еднаквост. Значи, бришењето на родова еднаквост нема да направи само не, феминистките нема зашто да има да зборуваат повеќе или анализи на книги да правиме или whatever, иако и тоа ќе биде избришано, што е многу клучно, туку ќе станува збор за ограничување на слободата на размислување, движење, автономијата на нашите тела, на женското тело, се што поврзува со некаков концепт за слобода. И затоа сакам некад да го, иако не знам колку успевам да го поедноставам тоа што се случува кога станува збор за борбата со антиродовите движења и генерално со луѓе кои што се против родова еднаквост, дури да не спаѓаат и да не се платени. Е дека е буквално концепт против слободата на другиот. И тука е тој момент што не знам дали успеам да го пренесам или сега или генерално низ својата работа, дека слободата како концепт е ставена по знак прашалник и дека ние за 10 години, 15, па може и за 3, нема да се занимаваме со концептот само за родова еднаквост, ќе се занимаваме со концептот за слобода како таков. Во мојата глава родова еднаквост и слободата се поврзани длабоко, ама тоа ќе биде и наративот понатаму, бидејќи веќе ја губиме родовата еднаквост, веќе губиме простор да може да действуваме и да делуваме соодветно, безбедно и така натаму на секакво ниво, следното тоа што ќе изгубиме е нашата слобода. И ние мора малце директно да го кажеме тоа, дека ние во иднина ќе треба да се бориме за базичните права за кои што сме се избориле. И ова повторно, не знам дека кажав 6 дисклеймери, дека можеби е мојот песимизам или што и да е, но од научен аспект го гледам. Значи, теоретски, она што by the book се случува, е она што нас утре ќе ни ограничи слободата. И затоа ние мора да зборуваме сега за стратегии на отпор, мора да зборуваме сега за зачувување на себе си, зачувување на другите во колективот, како ние се грижиме едни за други за да обстоиме. Затоа што јас верувам дека обстанокот на луѓето кои што сме во моментов ќе биде ставен под знак прашалник, бидејќи ние веќе сме уморни од борбата. А имаме уште неколку дена 29 години. Значи, и тука мене ми е моментот за што правиме со веќе уморот кој што постои, со веќе разочараноста, со веќе немањето простор ни да се скараме за да биде подобро, затоа што мора и некој нас да не хуманизира. Мислам, сега се надам дека ова нема да направи проблеми на самиот подкаст или што и да, или на дискусија, ама гледај како јас и ти разговараме на оваа тема, а како други луѓе разговараат кога станува збор за феминистките и за се останато. Мене ми е големиот проблем ми е со дехуманизацијата на тоа кои сме ние и што носиме и која е нашата вредност во општеството. Ние повеќе ние се бориме за родова еднаквост, ама ние одамна не сме еднакви или некогаш не знам ни дали сме биле скроз еднакви за целосно да може
да се каже или старите добри времиња, сакате стари добри времиња, окей, за мир во куќа ние ќе трпиме насилство, ќе ќутиме, ќе нема да бидеме оние кои што сме, само за тој мир во куќа да биде. За кој е тоа мир? Како го дефинираме мирот и да не спорам ни онака ни во однос на другите форми на родово базирано насилство, што значи мир кога жената не постои? Да, мислам дека не може да се каже дека се збори за песимизам, баш сега пред некој ден беше доста како да кажам, споделуван еден цитат од Маргарет Атвуд, која што ја прашале зашто се толку параноични низините женски ликови во книгите и она вика дека не се параноични, него тоа е едноставно согледување на ситуацијата во која што некој се наоѓа, така што не е песимизам, мислам дека мора во животот, колку тоа да е страшно, да се вежба и практикува согледување на условите, наспроти многу популарното делулу, иако јас мислам дека на здрав начин знам да го вежбам делулу, во обид да преживеам, но тоа не значи дека некои мали заблуди што си ги даваме на самите себе за да едноставно обстоиме, дека го анулираат согледувањето на она што се случува меѓу нас и мислам дека е многу пред се себично да се отстраниш себе си од реалноста на таков начин. Мислам, ова сега на народски кажано е всушност друго лице на не се замарам со политика, што е стварно као seriously. Мислам дека тоа што ми се врти низ глава е као кога во минатото нештата за кои што зборавме беа попипливи или поблиски до, како да кажам, обичниот човек кој што можеби не се замара со политика, зашто се сеќавам дека имаше едно време кај што беше па дури би рекла популарен феминизмот, после тоа ни се мавна од глава затоа што тоа се случи заради girl boss движењето. И беше, мислам, се случи една тотална приватизација на концепти, феминистички концепти пред се на грижа кои што секогаш од кога се конципирале биле политички стратегии, колективни стратегии на замислување на заедничка подобра иднина, кои што тотално се приватизира и сега се уште мислам дека има многу моќ во јавниот простор. Во таа приватизирана форма, кај што нели јас се оттргнувам од тоа што е страшно и што го гледам околу мене, затоа што јас имам право да ми биде смирен нервниот систем, нели да си го дадам тоа што му треба на моето сингуларно тело, да замижам пред сите неправди што ги гледам околу мене, пред распадот на јавните институции, пред насилството, пред исклучувањето на оние што се помалку еднакви. И нели тотален системски колапс, али битно као мене ќе ме видат налакирани ноктите, тоа ќе направи јас тој ден да се осеќам окей, јас го заслужувам тоа затоа што ми е напорно и така даје. Јас и така да, и мислам сите сме подложни на ова, као тотално не сакам да звучи ова како да немам јас моменти кај што тотално сакам да се исклучам од се и не си давам некои акти на грижа што може да се прочитаат како многу лични и но различна ти е поедновната точка на зошто тоа го правиш, извини што прекинам. Да, па не, сакав да кажам, не ќе никога да звучам како вие вака правите, ја не правам, како не, ја правам све свашта, као сум јас човек, жена феминистка, и грешам. Муаветот ми беше дека тоа што може да се види со овој тренд е дека феминизмот се доближува до луѓето кога онака му е одземена политичката моќ, што значи дека веќе не е феминизам, да. Па не знам, интересира што мислиш ти за овие нешта, особено затоа што нели многу се бавиш со темата на колективна грижа и академски и преку нештата што ги практикувате со Стела. Па не знам, мислам дека многу е клучен концептот на грижа, многу забега концептот на self-care, као стварно не можам веќе да го слушам тоа нешто. А од друга страна мора да продолжиме да зборуваме за грижа, затоа што буквално само таму во тие микрополитики јас гледам било каква надежда да излеземе од овој и ментален песимистички простор кој што е резултат на
некоја нели генерална, локална и глобална политичка реалност, но сепак јас мислам заради природата на мојот карактер веројатно секогаш пробувам да вежбам да не влезам во состојба на очеја и параноја, зашто знам дека и во минатото некои периоди биле многу апокалиптични, особено за жените и други исклучени маргинализирани групи, па се наоѓале начини да се гледа отаде тој мрак. И јас мислам дека стварно концептот на грижа е многу важен овде и сега ќе престанам да зборам. Прво, многу ти фала како и секоја што ми правеше на потврдување на мојот разум, кога јас не се чувствувам разумна, всушност е само резултат тоа на нели состојбата околу нас и се останато. Јас очеот и паранојата не ги гледам можеби одделно од исто борбата за неоткажување и преживување, па можеби затоа на некој начин само свесноста за тоа колку е сериозна ситуацијата ми дозволува и ми дава никаква поголема сила да се бориме за она што ни е значено. И мислам дека ова можеби премногу пати го имам кажано, ама немам проблем повторно, особено заради темата, дека ја немаме ни привилегијата да очајуваме и да не сме сложни, и да не соработуваме и да не се трудиме заедно да креираме подобра иднина и се останато. Особено затоа што некој пред нас има многу полимитирани, дури би рекла, слободи, да може да успел да действува на начин на кој што придонел кон тоа да денеска седиме и го правиме овој разговор, но и да може да размислуваме за некакви други концепти. Особено тоа што се трудев да го правам и за време на моите студии, но и сега понатаму преку праксата, теоријата и се останата, е баш тој еден деколонијален пристап кон феминизмот, затоа што јас не верувам дека постои нешто кое што го речат неолиберален феминизам. Не може, тие два концепта не можат да бидат ставени едно во друго, тоа треба да биде јасно и експлицитно кажано. Може да кажеме дека феминизмот е кооптиран или злоупотребан како концепт во однос на неолиберализмот, индивидуализмот, капитализмот и се останато. Меѓутоа, тоа е како да кажете дека има капиталистички феминизам, а феминизмот се бори директно за надминување на концептот на хиерархија и против патриаркалните фашистички и капиталистички структури на действување. И затоа е многу значено да бидеме и критични кон тој girl boss момент. Ние може да се зезаме нели и за тоа све што значи во концептот, можеби не ни се тие најголемите непријатели, ама се согласувам дека тој индивидуален пристап и тој момент на приоритизирањето на себе си во однос на другите е само резултат на системската нееднаквост која што веќе постои воедно на идеолошкиот проблем кој што се наоѓа, мислам, криза во која што се наоѓа светот, затоа што е полесно ние да зборуваме за индивидуалното унапредување на една личност наспроти колективното ослободување од овие системи на опресија. И тука е моментот каде што мислам дека особено во западното општество се случува поексплицитно и дури одмага на оние кои што се директно на терен и се борат против сексизмот, трансфобијата, расизмот и се што е поврзано со родовата еднаквост. И, например, Центарот за феминистичка надворешна политика во моментов е одредено тело кое што влијае врз стратегиите на европско ниво за како се донесуваат одлуки за родова еднаквост и така натаму, еден од ресурсите и местата. Во моментов, например, даваат жени и активистки кои што се дел од тоа, даваат отказ од истото, бидејќи немаат јасна позиција во однос на Палестина и на одредени прашања. И сега овој пример го давам како таков дека веќе постојат многу структури кои што го ограничуваат феминизмот од внатре да може да действува на начин на кој што се гледа колективното и транснационалното како точка на поврзување, како точка на градење на таа стратегија за да се надмине индивидуалниот пристап. И тука е нашата, мислам би рекла, нашата улога кој колку може според нели можноста што има да действува за да се променат тие структури и начин на размислување, бидејќи мислам дека некои луѓе во битката за себе реализација како дел од феминистичкото движење комплетно го обришат моментот на колективниот аспект на действувањето. И затоа мора да размислуваме на феминистичко организирање. Колективното за мене, бар, како иронијата, колективното за мене, значи простор каде што ние
можеме повеќе да дискутираме за моментот во кој што нас не поврзува, но исто така и моментот кој што ни дозволува да на секојдневно ниво донесуваме одлуки кои што според мене се вистинската политичка револуција. Ние веќе се откажуваме од концептот на еден моментум каде што одеднаш се радикално ќе биде променето. Особено тоа ако и го гледаме и го анализираме феминистичкото движење, ќе видиме дека секојдневната одлука која што била донесувана, секојдневната борба која што била донесувана, секојдневните чекори кои што се донесувани за денеска колку толку подобро иако одиме назад, она што нас ни е потребно и она кое што мислам дека на долг рок нас ќе ни покаже дека всушност колективното е она што е значајно во контекст на сите овие прашања. Се разбира, ние си имаме тука сериозен проблем и со самите структури на мој кои што не дозволуваат да може соодветно да го практикуваме колективното борење за феминистичка слобода. Ама од друга страна, мислам дека концептот на грижа наспроти тој индивидуалистички пристап е она што и ни дава, дури би рекла, и ни дава никаква материјална промена додека ја чекаме системската. И затоа мислам дека се повеќе и повеќе почнуваме да се фокусираме на тоа феминистичко организирање. Јас, иако може некојаш, мислам, нели, активистка за човекови права или бранителка за човекови права е некој термин кој што се користи за луѓето кои што работат во ова поле, ама многу почесто би сакала да зборуваме за феминистичко организирање. Дека нас не е потребно да се организираме за да се создадат простори за колективна грижа. Да се организираме за да се создаде простор за отпор и креирање на тие солидарни заедници. Самото организирање мора да дојде од нас со цел да се создаде тој простор и да може да ние воопшто на некој начин пркосиме наспроти тие тривијални, ама за жал многу ефективни стратегии на капитализмот да го кооптира феминизмот. И мислам дека токму заради злоупотребата на капитализмот кон ова движење, денеска имаме поголема антагонизација. И особено ова го кажувам заради површноста со која што се пристапувало на одредени проблеми. Дека многу често јас зборам за интерсекцијски феминизам и се останато, ама се повеќе теоретичарки не потсеќаат дека всушност и интерсекцијскиот феминизам се злоупотребува пошто кога ќе се чекне ова интерсекцијски супер. Сите различни идентитети, супер. Кога се пристапува, јас би рекла, на тој неолиберален, површен, па со агенда пристап кој што го загушува потенцијалот, радикалниот потенцијал на ослободување, ние имаме сериозен проблем. И сега, затоа го кажав на почетокот, ние во моментов сме во позиција каде што треба да ги работиме секојдневните обврски, во однос на сервисите за заштита, во однос на менторство, во однос на градење на никакви колективи и паралелно само рефлексијата која што е потребна за да се градат подобро просторите во кои што дискутираме, а и трето, најголемото, мислам, ограничување во моментов, безбедноста или односно небезбедноста со која што се соочуваме во врска со антиродовите движења, ама и политиките кои што од минатото имаат импакт денеска. Значи не е дека антиродовите движења одеднаш се појавуваат и сам тоа сите го кажуваат, нели веќе очигледно, ама мора да го гледаме и тој континуитет и мислам дека тој може и ќе ни даде малце повеќе надеж дека како што антиродовите движења се континуитет на патриархатот и на формите на опресија и системска нееднаквост, така и ние имаме континуитет поврзана со жените низ историјата кои што се бореле за родова еднаквост и да разбираме дека и нашата борба е континуитет и ни дава простор како што некој сонувал пред нас и ние да продолжиме да сонуваме, но за да го направиме тоа мора да се организираме подобро. Мислам дека е многу важно ова инсистирање на колективното искуство, ајде да речеме, затоа што тоа според мене ми е очигледно инспиративно, затоа што мислам дека
тоа е во сршта на женската историја. Нашата историја е колективна, као и затоа мислам дека е многу важно да разговараме колку може да се неформални тие простори, дека најголемите стратегии на отпор во минатото па и сега можеби се донале во некои куини кај што се требел грашок или при не знам она најопипливи материјални телесни или не знам чување на деца, колективно активности што секогаш биле дел од женската историја. Не ги романтизирам воопшто, него сакам да кажам дека самата таа идеја дека некое колективно ослободување ќе се случи преку големата револуција е многу смешен машки концепт. И затоа мислам дека е многу добро за нас и за нашето здравје лично и колективно да увидиме дека навистина се работи за мали чекорчиња и одлуки и односи и релации кои што ги градиме секојдневно и дека таа, како да кажам, интимна политика на долг рок е тоа што не полни со живот ако ништо друго и ни дава малку перспектива кога ја немаме, затоа што кога губиш перспектива ти треба другиот за да се случи некоја рефлексија и стратегирање во најмала рака. Да, затоа заборев да напоменам самата идеја за разговоров ја добив од еден текст на Душица, соуредничката на Медуза, која што баш на фин начин ја пишува феминистичката слобода како трпелив труд. Кон ослободување од тие, би рекла, напорни идеи дека нешто ќе се случи преку ног, затоа што тоа само носи разочарување. А истовремено и се потсетив на еден одличен текст што го објавивме во оваа книга Новите добри времења лани, каде што Адријана Захариевиќ на некој многу нежен и суптилен начин аргументира преку зборови на Вирџинија Вулф дека тоа што иднината е темна не мора да значи нешто лошо, туку дека мора да се разгледува како можност за да биде различно од тоа што е моментот. Да, се согласувам и мислам дека и на Джеймс Балвин се потсетив за он вика дека светот го држат неколку луѓе кои што веруваат во љубов наспроти омразата и насилството и се што е околу нас. И мене исто тоа она што ми дава и лично и колективно во мојот колектив некаква форма на надеж. Особено бидејќи, како што кажав, немаме привилегија да не веруваме дека ќе биде подобро, само што на нас останува да видиме како ќе го дефинираме тоа подобро, наспроти она што го гледаме во моментот кој што не ограничува воопшто да сонуваме и да се бориме. Ама од друга страна, мислам дека е многу значено просторот кој што си го даваме да не сме во право, просторот кој што си го даваме да учиме од грешките кои што ги имаме направено и просторот кој што си го даваме да го споделиме своето знаење и искуство, јас го доживам тоа како самиот процес на револуција. Тие микрополитики, тие секојдневни и дискусии, простори и се останато, и ме потсети со овие примери кои што ги даде. Например, мојата најдобра другарка која што од Сенегал, она ми раскажува на како едни од главните антиколонијални феминистички движења всушност настануваат од тоа кога жените одат заедно да се молат. И дискусијата кога се молиш за нешто да биде подобро, гледаш со што се соочуваш и кое насилството кое што се случува врз твојот народ и од таму започнува некаков простор за организирање, самоорганизирање и понатаму за креирање на некаков отпор кој што одново, како што кажав, ги реобмислуваме алатките кои што биле користени во минатото, за сега да ние може да ја креираме просторот и за помалку темна иднина, но и просторот за тоа дека јас бар гледам дека феминизмот е оној кој што нуди конструктивно љубов, разбирање и солидарност. И не во некоја романтична смисла, него во романтична смисла во неромантична смисла како пркос наспроти насилството, омразата и се што нас не ограничува да бидеме целосно своји во оваа реалност. И искрено, нека full circle од песимизмот со кој што започнав, ама јас стварно верувам дека
без разлика на тоа кога ќе стана полошо, љубовта и солидарноста и грижата која што ја носиме во себе и која што сме спремни да ја дадеме, пренесеме и да биде дел од колективното разбирање на слободата, бидејќи исто така треба да зборуваме и како ја разбираме слободата, што значи слобода. Можеби тоа се концептите со кои што треба одново да почнеме да се занимаваме и да дискутираме. Мислам дека тоа е она кое што нас ќе ни даде простор и за надеж, но простор и да креираме други наративи надвор од оние кои што се полни со омраза. Колку и да нас не изгледа очајувачки тоа што сме преплавени во моментов со насилство и омраза, стварно верувам дека доаѓа крајот и на тоа. Да, ова беше многу по оптимистично гледиште Да се оправдам на некако, нештата. ипак е крај на година и луѓето ќе сакаат да веруваат дека ќе биде подобро. Не, мислам дека е фер да се балансира меѓу тие две екстреми. Истовремено мене ми е важно што завршивме на нота на давање на, како да кажам, акцент на малите колективни чинови на отпора. Истовремено у себе си мислев како може да дадеш толку глупи примери кој чистење грашок, кој чисти грашок денес. Не сакам да бидам грешно сватена, сакав да кажам само дека зборуваме за многу опипливи материјални работи, како што да се вратиме на книгичкава потенцијалот на женското пријателство, кој што е навистина инспиративен и мислам дека ќе ни биде повеќе од потребен во иднината. И секогаш бил потребен. Да, затоа сме обстоиле до сега. Да, константа. Добро, Сара, ми беше кажано дека зборуваме веќе 1 час. Мислам дека те прашав се што сакав, и многу спонтано се појавија и други теми, прашања и одговори и што се не. Па за крај би сакала да те прашам дали може би ти имаш нешто да додадеш, гледам дека тука имаш скрирано многу комплициран диаграм, па може би нешто јас испуштив. Не сум, можеби се надам дека успеав да го пренесам концептот на тоа како јас ја реобмислувам феминистичката слобода и како од градењето на концептот на феминистичка слобода нас ни е потребна колективната грижа, разбирањето и можеби ги повторувам овие некои концепти, ама ги повторувам намерно како нешто кое што го држам со цел да градам преку тие концепти нешто околу мене и би посакала сите да си дадеме малку простор и да сонуваме наспроти тоа што сме обесхрабрени да веруваме дека ќе биде подобро и мислам дека тоа може колективно само да го направиме. Така да за мене револуцијата е секој ден, малите чекорчиња кои што ги правиме и она кое што не држи разумни, но и надежни. Фала ти, Сара, што беше отворена и ранлива на оваа маца и на Медуза Токс. А јас за крај ќе си дозволам да направам нешто што никогаш не го правам, а тоа е да ве поканам на едно такво колективно сонување и замислување на промоција на нашата книга што ќе се промовира на 19 декември во Котор и се надам дека ќе се видиме таму, затоа што на сите ни е потребно малку да се малку повеќе да се гледаме во физичкиот простор. Ти благодарам. Едва чекам се одружиме заедно. Чао!